Зоране? Да, па Исус Христос е доста битна личност што се однесува во самата астрономија. Мислам, не само за астрономија, ние денеска да речеме годините ги броиме од раѓањето на Исус Христос, иако нормално тие години баш не се софаѓаат со неговото раѓање. Кој е Исус Христос? Мислам, Исус Христос е роден некаде помеѓу 4-та и 7-та година пред Христа. Мислам, зашто се зима тој податок? Се зима од таа причина што, тројцата мудреци, која дошле која прателе звездата, отишле кај тогаш, кај Ирод и му рекле дека е роден новиот крал на евреите. И Ирод кога го чул тоа, он им рекол да го донесат тоа новороденче, он да му се поклони. Од тука во римските записи стои дека Ирод тогаш Ирод починал 4-та година, односно починал 749 година, март или април месец, според римскиот начин на броење на годините, што одговара со 4-та година пред Христа. Од тука се зима и таа претпоставка дека Исус е роден некаде, дека е роден или 4-та година, или повеќе дека имал 2 или 3 години. Во тоа време Исус, ситни информации за него ги добиваме од Библијата, која што е и се знае за до неговата 12 годишна возраст, и потоа еден период од 18 години за него воопшто нема ништо и се претпоставува дека он во тоа време најверојатно работел како столар со неговиот татко. Во тоа време кај евреите си постоел еден закон, кој што кажува дека човек доколку сака да биде некој исцелител или да биде човек кој што ќе подучува на други луѓе, он мора да има наполнето 30 години, затоа што тој бил строг еврејски закон, и од тука се смета дека Исус најверојатно направил 30 години, па после тоа почнал да проповеда. И он нормално ги одбира своите ученици, 12 апостоли, започнува да проповеда и тој негов проповед се врши некаде отприлика 3,5 години, кога што ќе биде преден од Јуда, неговиот ученик Јуда, што значи Јуда, значи славен човек, ќе би го продаден на тогашниот, ќе го продаден на евреите, и тие после тоа го осудуваат на него, го осудуваат на смрт, и он ќе биде распнат на крстот на ридот Черепница, наречен Голгота во тоа време, и со тоа завршува животот на Исус Христос. После тоа воскресението негово, самите христијани, кои што тоа се случило на 13 Нисан, Сега врзано за воскреснувањето и распетието на Христос. Имаме една SMS порака со прашање. Некој наш слушател или слушателка прашува вака: кој е датумот на австралиските астрономи за Исус? Да, видите, мислам, ако и текно и пред 2 или 3 епизоди, многу се збореше за овој датум. Мислам, и овој датум навистина многу прашина крена околу се работи за датумот 17 јуни, втората година пред нашата ера, Христа, мислам. Што се случува на овој датум? На овој датум двете планети, Венера и Јупитер, доаѓаат една позади друга. Најнапред е Венера, нормално, пошто е поблиску, а позади нејзе доаѓа Јупитер. Тоа се две најсветли небески тела, што се јавуваат во темнина. Ако не го рачунаме и Сонцето и Месечината. Сега, што дава повод на, мислам, овие на некој начин, ова што го напише овие австралијски астрономи беше доста познати од поодамна, меѓутоа се даде некој огромен публицитет на самиот настан. Зашто? Во самата Библија се вели, по Евангелијата на Лука се кажува дека тројцата мудреци ја прателе звездата. И звездата прателе една силна звезда. И звездата, кога стасала изнад пештерата, таму застанала. На пештерата изнад Витлеем, кај што е роден Исус Христос. Тоа е Давидовата, за неја збориме? Не е тоа Давидова звезда. Тоа се планетите Венера и Јупитер. Се наоѓаат една позади друга. Тие се две најсилни звезди, најсилни небески тела, ако не го рачунаме, Месечината и Сонцето. Они ноќе се најсјајни. Сега, двете споени една до друга прават уште поголема
поголема светлост. Меѓутоа, прво кај се прави грешката? Првата грешка што се прави и што мислам, видете, овој податок беше е познат уште пред едно 100-200 години. Значи мислам дека го има пресметано и еден германски математик, овој Гаус, мислам дека го има пресметано тоа. Сега кај е грешката? Грешката е тоа што во Библијата многу убаво пишува дека една јасна звезда се јавила, сјајна звезда се јавува на исток. Мислам тоа во Евангелието на Лука во втората глава, втори стих. Мислам пишува дека звездата е на исток. А доека ваму, ако еве може да се отвори на било кој астрономски програм, мислам дали било Redshift или Starnight, ќе се види дека Венера и Јупитер се наоѓаат во тој период, значи на 17 јуни втората година пред Христа на запад. А во Библијата пишува на исток. Тоа е прва работа. И друга работа, тоа се случува втората година пред Христа, значи 751 година според римскиот начин на броење на годините. Сега, ако ги земеме овие 33,5 години што ги имал Исус Христос, значи 30 години он морал да напуни за да проповеда, она преска што го кажав, и 3,5 години што проповеда, значи испаѓа дека он некаде кон крајот на 32-та година, 32 или почетокот на 33-та година он е распнат. А тоа не се совпаѓа со еден друг римски податок, кој што кажува дека тогашниот прокуратор на областите Јудеја, Идомеја и Трахонитида, Понти Пилат, значи оној човекот кој што не го осудува, него им го дава на евреите, им вели, еве, што сакате правете со него, јас се бидам чист пред Тивери, на индиректен начин. Он владеел во таа област, значи во периодот од 26 година до 32 година, кога е разрешен од тогашниот крал Тивери, и веќе 35 година мислам на Малта дека е најден као умрен, као починен. Мислам дали е убиен или самоубиен, се самоубил не се знае. Друг исто податок кој што одговара на ова е тоа да според она преска што го кажа, според римските записи стои дека Ирод, оној четировласникот на Јудеја, Идомеја и Трахонитида, починал во март месец 749 година пред Христа, што одговара со овај 749 година според римскиот начин на броење на годините, што одговара со 4-та година пред Христа. А ова е веќе втора година кај што го пред Христа, кај што го нагласуваат овие астрономија. Имате уште едно прашање. Кога е црквата признаета и од кого? Па црквата веќе првиот век започнува да се слави. Меѓутоа тоа, мислам, Великден се слави како празник. Меѓутоа тоа било све илегално и црквата 313 година, значи после Христа, е признаена од страна на Константин Флавиус Валериус и неговата мајка, царица Елена, или во историјата познат како Константин Велики. Значи Константин Велики е оној император кој што е роден во областа Дачија, тој од прилика денесен Ниш, и мислам и денеска аеродромот во Ниш го носи неговото име, Константин Велики. И сега мислам, која му била повод он да ја признае? Поводот да ја признае било тоа што самиот Константин Велики бил голем неверник. Меѓутоа он си имал едно зацртано правило да биде прв човек на Рим. И он најнапред бил во областа во областа Британија, таму некогаш си началник, и собира војска и трнува према Рим да стане прв човек. Сега во тоа време во Рим он треба се бори со неговиот таз, мислам, Максенција, и се кој од овие двајца ќе победи, он станува прв човек он ќе стане прв човек на римската држава. Сега ноќта пред да ратуваат едни меѓу други, Константин Флавиус Валериус сонува, сега не се знае дали сонува или има една визија во која што он, еве да речеме дека сонува крстот и одоздола на него пишува интуто нике. Значи со ова во победа. Сега он пошто го сонува, мислам во тоа време нели самите императори учествувале директно во војната, мислам не биле као сега да речеме генералите седат по 1000 километра далеку. Он бил директен учесник во војната. Он се буди, еве да речеме, од тој сон и им наредува на сите војници на своите штитови да го нацртаат тој крст. Што он го сега утредента он
го поразува Максенција и тоа се случува на Мијавскиот мост на реката Тибар, го поразува и бегајќи Максенција он се дави во реката Тибар заедно со својот коњ. И, нели, Константин Велики влегува триумфално во Рим. Сега, тоа се случува 312 година и он февруар месец 313 година го донесуваме познат во историјата Милански едикт со кој што ја признава христијанската црква, односно ја става на исто рамниште заедно со останатите цркви. Иако предходно да речеме сите христијани го празнувале Великден и ги терале сите христијански обреди, меѓутоа во катакомбите. Еве сега на кратко да објаснам и катакомби што се. Катакомби е една област во Италија, кај што земјата таму е доста мека, може да се копа дури и со рак. Меѓутоа, откако ќе се ископа земјата, таа се соединува со воздухот, значи настанува некоја хемиска реакција и земјата бргу стврнува. Во тоа време христијаните копале испод гробовите. Затоа што гробиштата кај римјаните биле свети места, и они не смееле да влезат таму, они копаат испод гробовите, копаат канали, копаат ходници низ овие и се на неколку ходника кај што се спојуваат, они таму им е местото кај што се врши обредот. Се зима некој ковчег од некој тазе починат во тоа време римјанин, изнад ковчегот тазе починат. Туку што починат, добро. Да, добро, туку што починат и на него изнад сандагот се става чаршаф и тука се врши тој обред христијански што. Значи тоа го правеле во тие катакомби и ден денеска во Рим има постојат тие катакомби кои што се некоја туристичка атракција. Значи тоа е правено се до 313 година кога Константин Флавиус и неговата мајка. Ја признаваат, нели, ова. И во таа чест ние денеска на 3 јуни имаме празник кој што се нарекува Константин и царица Елена и се слави, нели, тој ден во нивна чест. Така. Има уште една покана за разговор по нашиот SMS систем, меѓутоа јас не можам да ја прочитам. Дали е испратена од компјутер, дали од некој телефон со некои грешки, меѓутоа овде пишува Р, па квадрат, па П, па И, па Ц, па Ч, па нешто што нема врска. Еве ќе кажам, тоа е испратено од бројот 070-829-481. Коригирајте го трансмитерот или апаратот со кој што ни ги испраќате пораките, за да може да ја прочитаме вашата порака, односно предполагам дека тоа ќе биде прашање за нашиот гостин. Во меѓувреме и се враќаме на музиката и доброто расположение спротиводици.